Добро вечер. Вие сте со 24 анализа, јас сум Ненчата Насова Точи. Клинички центар на стара или на нова локација. Каква треба да биде организацијската поставеност? Како е да се работи во услови на протоколи кога нема лекови и потрошен медицински материјал? Вечерва дебатираме со професор Оливер Карамфилски од Клиниката за хематологија, професор доктор Никола Пановски, Институт за микробиологија и поранешен директор на Фондот за здравствено осигурување, и професор доктор Александар Грчев, Клиника за максилофацијална хирургија и бевте поранешен декан на Стоматолошки факултет. Добре дојдовте на сите. Премиерот Заев вчера за прв пат излезе со детали, некакви детали за новиот клинички центар и ги кажа двете опции. Едната опција е старата локација кај старата гинекологија и втората опција во Бардовци, во близина на индустријската зона на Визбегово. Но банката не се согласува со втората локација и бара 5,5 милиони евра оштета. Одлуката треба да биде донесена наскоро. Вие не сте стручњаци од областа на градежништвото, но затоа пак сте еминентни лекари кои што ги знаат потребите и знаете што се треба да содржи еден модерен клинички центар. Да почнеме од почеток. Каде треба да биде изграден клинички центар? Повелете. Не знам, вие велите, ние не сме експерти за градежништво, меѓутоа прашањето е дали е клиничкиот центар евентуален нов градежен проблем или концепцијски проблем. Реално, ако гледаме градежни аспекти, таа улица од која што би се градил тој нов клинички центар на старата локација има влез само по еден правец на движење, значи тоа е булевар кој што само одозгора може да се влезе во него, нема друг начин. Прашањето е концепцијско. Дали правиме корекција на постојниот бивши клинички центар, кој што ќе служи за да донесе политички, јавни, други поени за краток рок, или правиме здравствен објект кој што ќе ги задоволи потребите на целата држава, не на градот Скопје, бидејќи знаете добро дека проценки се дека 3/4 од дневните здравствени услуги се изведуваат во тој центар. Таму гравитира целото македонско население и дали правиме објект кој што тие потреби ќе ги задоволи за следните 50 години. Тоа е основното. Ако решиме што сакаме да направиме, мислам дека ќе биде јасно. Локацијата дали ќе сака инвеститорот да ја смени, и старата и новата локација ќе биде на инвеститорот. Прашањето е дали во Европа ќе влеземе со балкански проект или со европски проект. Професор Грчев? Ќе се надоврзам нова. Од прилike 30 години колку сум тамо, цело време се надоградува, предоградува и поправа, реконструира и деконструира и преградува истата локација и станува се полошо и полошо. Стигнаме 2018 година и после сите доградби, преградби, стигнаме да ја правиме воопшто оваа емисија. Само за споредба една модерна болница 73-та, тоа е војната болница, изградена по сите стандарди на урбанистичка изузетно добра локација и архитектонски добро решење и таа останува да трае. И ден денеска е гордост на Скопје во смислот е тоа европска болница. До толку е добро смислено урбанистичкото решење на војната болница да и двете приватни болници кои веројатно не се прилепија на истите или слични локации, не верувам тоа не сгрешија. Не побарана средноводно да прават. Добро, ние ги искористивме локациите за маркети, за такви работи, добрите локации. Значи, сега се разбереме, ова е сега моментално. Локацијата на клиничкиот центар од Скопје е најнеповолната локација во државата Македонија. Помеѓу центарот на Скопје и водно од задната страна. Најтешко пристапната точка моментално, пристапна точка во Македонија е таа. Дали колку треба време се стига? Саат и 45 минути од било кој влез во градот Скопје. Така. И неописиво време ако патувате од некоја точка во Скопје. На улица која
ја има тој габарит без никаква надеж дека било Тесно кој грло, да. габарит ќе се смени. И улица која што често пати е блокирана заради тоа што И проаѓаат возила од водно од премиерот, председателот. Самата идеја, значи, да вие поминете низ центарот на градот, да дојдете во болница е, да речеме, во најмала рака, ќе кажам чудна. Самото тоа што иде до пати, тоа преградувано, значи од има генеричка мана и јас тоа го гледам во моменталната локација. Со другото се слага во мора еднаш да се почне да се направи еден клинички центар кој ќе биде барем за следните 30 години и такви како што треба да за тоа, професор Пановски. Јас само ќе се надогразам дека таа улица Водњанска или како се вика сега, јас ќе викам Водњанска, не ме интересира. Сите си ја викаме Водњанска. Ќе биде многу полоша состојбата која ќе го пуштат веќе направениот пат на кај Сопиште и повеќето граѓани од тука ќе одат во па дури и за Драчево. Значи ќе биде пута 3 сообраќај. Значи гледано не треба многу да е паметен човек да каже кај треба да биде локацијата. Извонредна е таа блиску до обиколницата, бидејќи го фаќа и западниот и источниот дел од Македонија, и ако имаше негде кај аеродромот да биде, меѓутоа овде е стварно идеално, а е блиску, прилично блиску до градот. Меѓутоа реални ако сме, не знам колку е тоа изводливо решение во ситуација кога другата власт која некојаш ќе дојде, еве да дојде по 5-6 години, ќе сака да не успее тој проект, туку да биде тоа што го замислил бившиот премиер, бидејќи ова еден човек го смислил. Не еден паметен човек, не, тоа е срам за архитектите, за докторите и сите што дозволиле или дозволивме, ние не сме биле советници на министерот. Никогаш не ве викнале не биле да против. прашаат. Да, мислам имало мислење дека тука не треба да се Така. да се прави. Меѓутоа сега слушајќи го сегашниот премиер Заев, како да воденицата оди да се прави тука, бидејќи треба да спредиме 85 милиона со 500 милиона. Башка казна и последната реченица беше камел теменникот ќе биде ставен по 5 години. Значи, заборајте клинички центар. Ако се прифати втората варијанта, подобро да го забора, да се направи овде нова дупка, да се направи катна гаража и уште една, да се направи тоа што може палиативно, бидејќи моментално веќе 15 години од ден на ден, така наречениот клинички центар, кампус или не знам што, е место за умирање на пациенти. Значи, тука, кога би дошла комисија за акредитација, треба веднаш да си оди. Само да го види дека тоа е најголемиот паркинг во Македонија, кај професорот Грчев под ординациите има нон-стоп коли 9 сата кои работат. Никош не е празно, значи тие работат. Тука се оперираат пациенти, тука да. се... Кај нас па и во подрумот имаме лаборатории и вежбални, тука влегува газот. А таму кај што се најтешките пациенти, цело време они дишат едно најмалку, кога би мерил некој, 10 пати позагоден воздух. Значи тоа е секогаш над 1000. Заради таа фреквенција, бучавата не може да се разминат и така натаму. Значи тоа е место каде што болни од респираторни срцеви болести доаѓаат и тука ако подолго време остане, он диши многу позагаден воздух отколку што дишиме ние останатите здрави, да кажем, под наводници. Значи ова треба брзо да се реши, да не се користи политика, или ќе се прави кај што е, со сите проблеми кај што градежните работи ќе го дозагадат воздух душе 10 пати и сообраќајот. Ние веќе 2 години со таа дупка не може да луѓето да сообраќајот е многу отежнат и заради тоа. Брзата помош не може да или подитно да се направат некои монтажни подземни гаражи и тоа да се заврши, а таму кој ќе се прави, нека се прави. Инаку стручно нема дискусија, мислам дека треба да се направи надвор. Ја не знам колку би чинело тие варијанти продажбата на земјиштето на постоечкиот клинички. На постоечкиот клинички. Во секој случај ние како вработени дури да ни го продадат тоа до 70 години, еве јас треба да се преселам таму и професорот Карамфилски интерните клиники, мислам дека максилофацијална ќе остане кај што нема да го доживееме. Мислам не да го доживееме како вработени. Дај Боже да го доживееме, да го видиме. Сигурно. Како пензионери, како пензионери корисници. Дали треба да видите внатре во клинички да чуете брза помош кога ќе влезе. Колку време свират запалените сирени за да пројде? Нема шанси да се тргнат од. Знам, не може да влезе. Ја не знам дали ќе може општо тamo се гради. Ако тамо се отвори градилиште, ќе треба да се затвори таа болница. Не може тамо камион, луѓе не може коли да се разминат.
Да бидеме многу реални, не може камион еден ако влезе. Има решение. Ако влезе еден камион, ние да Така е, затвориме. плюс, тука камиони со песок, со цемент, Не, ако влезе камион, прашини, питете, галама, еве да речеме, прашете кај кога бебиња од гинекологија, новороденчиња, кога носат До камионот. до камион. Кога носе, навечер носе газ, плин, камионите големи влегуваат навечер во клинички центар. Сам навечер ќе се гради во клинички центар, мислам, тој не може, технички нема може да се изведе. Е сега околу проектот. Дали ова идејно решение кој што го предлагаат сега, да се гради клинички центар на површина од 61.500 метри квадратни, во кое што ќе влезат само интерните и хируршките клиники, а останатите остануваат пак на истото место. Останува онкологија, останува детска, останува гинекологија, останува кардиологија, останува инфективна, не знам која друга. Дали е ова вистинско решение? Како треба да изгледа еден модерен клинички центар? Два концепти бараме да одговориме во прашањето за јавноста. Првото прашање е зошто здравствените или воопшто властите од државата не прашуваат нас што мислиме за клиничкиот центар, туку прашуваат политичари или изведувачи или градежници. Ако некој треба да знае што во здравството треба тие што работат во здравството, мислам да ги прашаат. Втората работа е, вие поставувате прашање за концепт на постоење на нешто од надвор како изгледа. Меѓутоа, кај нас тоа што недостасува многу е внатрешната поврзаност. Че сеќавате на небулозата на еден предходен министер кој што ќе правеше топли ходници, што значи еден плац кој што професор Грчев го измерил на 600 по 400 метри, треба да се поврзува со настрешници и некои други Може би и климатизери. новата зграда ќе поврзат со топли Ќе мораме, че бидејќи нема никаков здрав резон во тоа да се сруши нова хируршка зграда, нова зграда на инфективни болести, нова зграда на педиатрија, нова зграда на кардиологија. Луѓето таму направиле услови. Да влезат, не се планирани да влезат. Значи, нашите пациенти и интерните. Хируршката има нова зграда. Значи, или ќе ја спојат таа со постоечката или хируршка, или ќе ја преселиме. Меѓутоа, внатрешната комуникација за пациенти под услови на дожд, снег, преголема топлина и така натаму, кој што ние ги носиме, или на прегледи на други клиники, нема надомест за тоа, нема алтернативен начин. Дали да се повторува истата приказна со колички расклатени да се носат пациенти од може врата би до врата? по подобра патека, меѓутоа повторно се имаме и возила, меѓутоа Грчев ви каже, единствената градежна структура на која што никој пат немало забелешки е таа што е направена по узусна здравствена установа. Поранешната војница, сегашна градска болница. Се е поврзано. Се е на исто место. All in one, да се редеме, као доктор зборува. Сега. Не знаете вие што значи да се бајле со деца во раце, после 45 минути чекање на окретницата на Водњанска, со деца во раце, која доаѓаат изнервирани родители, не знаете што значи измачени стари луѓе, 70 годишни што се оставени негде... Или инвалиди. Инвалиди иш нека не се, стари луѓе што ги имаме сите дома. Така, да расчистиме една работа, во болницата се доаѓа со кола. Не може ни со точак, затоа што не доаѓаат здрави луѓе. Значи, во болницата мора да стигнете на врата, да ве пречека некој на врата, да ги завршите работите и културно да излезете. Тоа е болница, тоа е достапност. Немојте по 45 минути чекат на окретницата, после ќе влезат. Не може да застанат, не може да придат. Ќе направиме паркинзи поодлично, да направиме паркинзи на 500 метра. Што ќе направиме со тој паркинг? Одлично колата ќе стигне таму. Човекот кажа приступот на едниот кај училиштето Кочораци, и што ќе направи, и што ќе помогне на еден 90 годишен човек кој доаѓа на доктор кој ќе паркира колата кај училиштето Кочораци. Сега веќе ако дојдат и во 8:30 не наоѓаат на паркинг место веќе. Значи овака. Мора да го донесеме пред вратата на мојата клиника. Тој е стар човек, тој е болен човек, кај него се исто стари болни луѓе. Он мора тамо да го напушти, тамо треба да го напушти возилото и нема друго и да стигне во некое нормално време, така и да го напушти пред вратата за да го превземеме ние, за да почне. Зборуваме за хаосот сега со обраќањето. Јас ве прашувам, значи каква треба да биде организацијската поставеност натре во тој клинички центар. Дали тука треба да влезат сите клиники како една целина? Например, дали треба да кореспондира детска клиника со детска хирургија? Секако.
Тука нема никакви дилеми. Детска клиника не е планирана да Ние влезе имаме жена. потреби меѓу различни гранки на професијата да комуницираме, бидејќи заедно учествуваме мултидисциплинарни аспекти на лекување. Тоа нема никакви дилеми околу тоа. Тоа не е прашање. Па не знам што да дополнам. Мислам, едно е што сакаме. Ако треба да кажам дека по 10 години, бидејќи ако се гради, самиот премиер каже кој е најголем оптимист денеска за сите работи, он вика по 5 години камен темелник. Значи, тој ќе биде готов 10 години, едно 3 години треба преселување. Сукцесивно, една клиника. Не може тоа хируршки сали и така натаму не се села. Се надевам нема со се. Значи, кога ќе замислам дека уште 10, пресела. значи таа варијанта дека уште 10 години овој хаос, најмалку уште 10 години ќе трае. Во тој смисол ги кажав дека некои мерки без разлика дали ќе се гради таму, треба да се преземат. Ако се гради на местово, хаосот ќе биде во тоа време дека се гради уште поголем. Бидејќи тоа ќе биде огромно загадување со камиони и кажав уште поопасно по животот на тешко болните, имунокомпрометирани и така натаму. Дали треба да бидат сите клиники во еден клинички центар ставено како што се прави секаде во свет? Сите нови болници се во едно се. Освен ако некој мисли дека ние треба да имаме македонски пример за така. Секој што мисли да влегува во Европа, треба да влезе со некој европски предзнање. Ако во Европа најде разделена болница, повелете. Тоа не може нешто да дискутираме. Тоа не е прашање. Да, современа болница, тоа е тоа. Интегриран. Мене ми треба од пановски услуги, тоа не знаат колку пати. Мојот болничар мора да оди надвор, без разлика. Ајде, временските услуги во Скопје не се трагични. Одат. Меѓутоа, зошто тоа да го направиме на исходник? Или тоа што за жал пред 30 години сум го видел да се спроведуваат примероци на крв по тунели со вакууми, така натаму. Воопшто не оди болничар, повелете примерокот, али ајде да не фантазирам. Од мојата клиника кој ќе им кажам да се качат до кардиологија на пациент, Добре. тоа е, да. Или од инфективна до кардиологија, до интерни до водно клиники. качи. Ја мислам ако се качи до кардиологија, па и не мора да оди на кардиологија. Тој човек очигледно е веќе Ако стигне сосем, здрав сосем е здрав ако стигне до на кардиологија. Пешки мислам по тие ходници. Така да и не треба. Никого од интерни клиники на инфективна со 40 температура да отиде сам. Одат. Мораат. Немаат избор денеска. Не се го правиме овето. И третата работа. Дали може нешто да кажа? Третиот круцијален. Внимавајте. Падина на водно. Местото кај што се зима свежиот воздух за градот Скопје. Улицата Водњанска на која стојат 2000 автомобили секој ден поминуваат или 3000. Ладниот воздух го зима воздухот кој е веројатно најзагазен, зборувавме за Европа, во од Кина позагаден. Одра тоа што тие коли работат во место и многу елегантно по целиот булевар го спушта во центарот на градот. Не знам дали постои поголема еколошка катастрофа отколку 1000 возила на падината на планината да работат во место. Кога веќе правевме муавет за она од што е загадувањето, да ви кажам, секој сабаља тоа загадување го гледам. Колони возила чекаат да влезат. И се да работат во место. Брзата помош. Не знам дали свири. не знам дали има поголем пример за загадување. Значи 1000 возила да ги направите да стојат во место и да работат. Не мислам. Така, тоа е тоа. Не знам зашто го правим, мислам, стварно. Добро, во услови кога чекаме, ќе чекаме нов клинички центар, не знаеме за колку години ќе биде, каде ќе биде. Каде и да биде, значи треба да се чека. Може ли нешто да се смени, да се направи во услови таму каде што е, да се подобрат работите во сообраќајниот хаос, во пристапност до клиники, до, не знам, се може да се види на тој клинички. Гледате пациенти, роднини кои што си ги носат пациентите сами во расклатени колички, во носилки. Нема доволно болничари и тие што ги има не се доволно стандардизирани, како да ги кажам, приватноста на пациентите не е секогаш запазена. Постојат 2 ургентни центри. Дали има потреба да постојат 2 ургентни центри? Номинално постојат 2 ургентни центри. Номинално. Номинално. Но едниот се прогласи дека не е ургентен центар. Едниот интернистички, Да. самите лекари Тие велат го дека пишува таму. тие не се во состојба да интервенираат во некој случај, а додека дојде анестезиолог Точно, или некој од хирурските клиники може да им почине пациентот. Точно. Знаете зошто е точно? Затоа што кај нас се знае која работата 24 часа. Луѓето без никаков упат, без претходна консултација, без ништо доаѓаат во тој исти
Вие го викате клинички центар, кампус на клиника. На организацијска поставеност, дали можат поинако да се постават работите? Ние сме на располагање 24 часа, меѓутоа не сме по сила на тоа што мора да биде. Ја слушнавте директорката на педиатрија пред некој ден, дека сите болни деца после работно време доаѓаат на клиника. Тоа е незамисливо во ниеден здравствен систем, дека во терцијарно здравство се доаѓа заради првата покачена температура. Меѓутоа, луѓето знаат кај ќе добијат квалитетна услуга. И тука да немаме дилема. Какви год да се условите за пациентите во другите болници. Кадарот најстручен и останат во клиниките. И затоа луѓето доаѓаат таму. Тие што барат комфорт, тие ќе отидат во приватна болница. Тие што барат квалитет, не викам дека неквалитетна услуга ќе добијат и на другите, меѓутоа прво место ќе им биде клинички центар. Тука дали може нешто да се направи? Сега во еден триажен центар, хируршки, веројатно треба да биде внатре во клиниките. Меѓутоа, дали треба баш секоја повреда, секоја скршена рака да дојде во клинички центар? Па не верувам, ние едуцираме хирузи за сите места, за градот Скопје, за секаде. Не мора сите да завршат во терцијарна здравствена установа. Не са сите хируршки проблеми врвна здравствена, не бараат врвна здравствено загрижување. Исто така ни интернистички. Знаете зашто доаѓаат луѓе? На токсикологија, затоа што се испијани леко кафана. А немојте да бидеме малци критични. Не са сите работи виновни затоа што е клинички центар како што е. Не се сите коли што се таму проблем заради тоа што се мали улиците. Има таму коли што се од луѓе што дајат во посета попладне. Таму кај што оди, пред врата ќе остава долу. Иако имаат празен паркинг попладне. И затоа улицата не е празна. Кога влегувате во клиничкиот центар, имате чувство како да цела Македонија е тука и како цела Македонија. Де факто е, де факто е, тука нема дилема. Дали сметате дека хаосот во клиничкиот центар всушност започна со растурањето на клиничкиот центар? На одвојувањето на 31 посебна правна единица со 31 стручен директор, со 31 економски директор, во време во кое што се создаваше една таква политика на реформи, каде што наместо во прогрес, со реформите се одеше во регрес. Дали може би од тука тргна работите? Да се уназадуваат? Може би грешам, не знам, само прашувам. Изборот на гости денеска го потврдува тоа што го кажавте. Вие немавте кого да поканите како директор на клинички центар и да му поставите прашањето што мислиш да направиш? Ти. Знаете ли на кој му се обратите вие за хаосот на клинички центар? Не мислам, дали знаете на кој вие денеска да му се обратите? Бившиот министер ви каже, обраќајте ми се на мене, па чекајте си министер, не си директор тука, знам јас. Сега не знам дали истото правило важи. Значи право да се обратам на заеднички служби, технички служби, така. Сега, за така наградно беше уште 37 директор добивме, значи имаше 60 директора и пак немавте на ние да му се обратите што да правам. И пак сите клиники се во долгови. Значи може 128 директора да имаме и пак вие за вечера за емисија да ќе се пражувавте кого да викнам. Најме, да, тоа беше тетно. Тоа беше иницијалната каписла. Остана без менеджмент, тоа целото тамо стана збир на поединечни установи, вместо да биде установа. Он веќе не е установа, туку е збир на установи. И оставени да го така. Ја би бутал тука повеќе збор на професор Пановски. Он има инсайдерски аспект на тоа колку е да се работи со еден набавувач или со еден давател на услуги, колку е со повеќе. Така да мислам дека тоа прашање е најважно. Значи, имаше стратегија, јас учествував во пишувањето, 2006 се беше готова, меѓутоа рекла да стршат изборите и се донесе 2007 новата власт ја донесе стратегијата, во која пишува дека дословно клиничкиот центар ќе биде унитарен, да кажем, со политички зборови. По неколку месеци, повторно ќе поминам на еден човек, му текна дека, или некој му кажа, абе, ние да растуриме, таа е македонска работа, секој да има свој, кај нас е, баш кај нас у лабораторија, абе да не ни земат тие, ние да го држиме, ако трај да не го работи, има друг да не го работи, да не ни земат. И не се само 37, и ние сме како медицински факултет уште еден субјект.
Значи сега физички оваа зграда што е проектот, ние влегуваме таму 3 института, меѓутоа кон медицински факултет слушат 20 клиники во една зграда. Мислам дека во светот не постои кој што е во хирургија и на интерна во една зграда да има повеќе секој ходник да биде. Тоа имаше посебна правна единица, посебна клиника. ОЗ-тиња се вика и така натаму да се случуваат парадоксални работи, смешни работи. Мислам, кај што еве јас лично ме примиле како пациент у 1 сат са бајле на една клиника, па ме завеле, па потоа ме однеле на Карил, ме оперирале, па ме однеле на Карил, па ме отпишале од таму, па таму еден ден сум бил, па потоа ме вратиле на оваа клиника. И после ми дојде тужба од Карил зашто не сум платил партиципација. Дека лежев на една трета клиника, бидејќи оваа клиника кај што лежев, не и кажала на првата дека јас сум крводарител слоен од предвид, дека сум лежал, не можеле да видат. Меѓутоа таа е таква администрација која сака да каже колку е битно да се работи, да тужби даваат до суд, тоа е мислам. Да, има случаи на тужби стигаат и на починати пациенти и такви. Многу би помогнало една зграда која би се направила сите да се заедно, да биде интегрирана. Тогаш се осеќаат, сите го чувствуваат дека тоа е свое, без разлика дури да се разделени, иако никако не би требало да се разделени до овој. Не само физички, функционално. Функционално, да. Така да, меѓутоа мене ми е жал, еве пројдоа 7 месеци, па денеска дури видов програмата на владата, која ме викнавте за емисија, не стои интегрирање. Не стои интегрирање на клинички центар, иако се зборува да се спои. Програмата беше дека веднаш ќе се спои, бидејќи не се само директорите, туку се и 30 и нешто управни одбори, а тоа се нефункционално. Не видовме дека има некој надпревар меѓу нив и така натаму. Едни на други си фактурираат, како што кажав, дури за еден ден. Дури пациентот не знае дека лежал на повеќе клиники, дека таму требало да плати, дека бил анестезија и така натаму. Си должат едни на други. Си должат, да не збориме со лаборатории. И сега мене ми е страх дека вака ќе остане, бидејќи до сега тоа требаше прво да се направи повторно политички. Само заради тоа, најголемата болка во здравството, партиски директори. Партиски директори на клиники беше идеален момент сега. Јас не видов многу партиски експонирани луѓе. Јас се зборам лично, инаку сум од Либерално-демократската партија, председател на Соедна здравство, учесник у шарена револуција, у професорски пленум, меѓутоа со да сватат јавноста, со 7 месеци никој за ништо не ме побарал. Ниту од партијата некој добил некаква функција, така да дали е добро или лошо, да не мислат дека сум сега ваму седнат како дел од власта, иако партијата е во коалиција, има 3 пратеника и така натаму. Мене ми е страх дека ова ќе остане така, бидејќи и директорот на клинички ќе биде партиски. За жал, и сега викаат, што кажеш преска, македонско мислам воопшто, не национално, да не ни го земе некој клиничкиот центар, подобро нека биде разделен, отколку да не ни го земе некој друг. И да, ако не се договорат да го поделат, за жал, место да најдеме некој човек, угледен, кој ќе го представува во светот и така натаму, може да ни го земат, дури може да не биде и наставник на универзитетски клинички центар, ние имаме клиники кај што луѓето не се наставници, не беа, се уште помалци. Со новите, се надевам веде директори се, ќе допре ова до нив, меѓутоа за кадровската би кажал посебно да не забраваме. Како ја замислам кадровската. Кога се вратиме на тоа, зошто беше разделен клиничкиот центар? Што беше наведено како причина за тоа? Знаеме. Зашто да? Еве до каде оди заштедата. Го разделите клиничкиот за да ставите 30 директори што ќе водат сметка за потрошувачката на место еден. Нивните плати и сега гледате, имате не за дали трошоците зашто да во услугите ако се разделат или ако се еве каде е аномалијата на тој систем. Креиравте 30 директори на кои што им викате ваша работа е да штедите во здравството. И сега имам директор што ми вика, ако на мојот пациент му треба анализа на хемокултура, на микробиологија, да му ја направиш амбулантски, пред да дојде да легне, бидејќи ако му ја направиш амбулантски, оди на товар на фондот, а ако легне, оди на наш товар. Кој е наш товар? Ние не продуцираме пари. Ние добиваме пари од осигурителен фонд, што се вика фонд за здравство. Државата Македонија, услугата на микробиологија ќе плати. Дали она се пишува лево или десно,
Нема никаква улога. Нема зашто Така да се штеди, значи. Нема зашто да во тој систем. Кога прашате растурањето, не е тоа растурање. Тоа е misconception, погрешен концепт. 2006 дојде концепт, ќе правиме пазарни единици, свежа идеја на тогашниот шеф на, не се кјам донесува нели у фондот директор од Словенија. Па кај нас беа, ќе идевме пазарно, ќе правиме, сега за пазарно морате да имате чекмежа. И вие ќе пишувате, ние ќе ви плаќаме и тоа ќе тече така и така за 2 години сватите тоа нема да оди. Тоа се заврте. Единствено стана директорите, се стечени права, директорите се жени време, седи дргова кај раздвоено. Добро, барем плати зимате, сега за лекари не знам колку има. Концептот на државно, а со тоа и социјално и солидарно здравство не може да биде профитабилна институција. Кој год студирал економија, тоа го знае. Ние сме 90% солидарен систем и тоа е дефинитивно така. Ако веќе треба да биде профитабилно, тогаш партиите и власта треба да се тркнат, да му каже: Оливер, ти си менаџер. На секој начин треба да испушти колку сакаш луѓе, прими ти тој кој сакаш луѓе, сам прими ги, како што ги примаат у приватното. Па може да ти способни луѓе. Не може да му кажат да штеди на штета на пациентите, да му вработуваат они кого сакат или да го тераат да вработува, да ги слуша, да има специализации. Колко е уште пред 2-3 години почна и у струката да се мешат, како да се како и да се лекува. До таму стигна како у судој, што им кажуваат како да донесат пресуда, почна и овде. Не знам дали менче знае дека кај нас со закон е регулирано како се лекуваат пациенти. Има член 1, член 2 и така натаму пише упатство за лекување на пациенти закон. Објаснете како е. Упатствата, така наречени гайдлайнси во светот за лекување на одредени болести по правило ги формираат стручни издруженија. Да. Кај нас тие се производ на министерството и на министерот. Факт е дека тука се консултирани стручни лица, меѓутоа никаде упатства немаат форма на закон. Кај нас се како закон, со членови. На страна што ако ја отвориме таа тема, ние не може да создаваме македонски модел за лекување на одредена болест, бидејќи болеста не е македонска. Ние можеме да кажеме дека нашето ниво на здравствениот систем може да обезбеди до тука од тоа што се светски упатства. И дека натаму ние не можеме да ги закажеме веројатно. А не тоа да го крстиме дека е некој. Да, и упорно се избегнува да се направат тие пакети на здравствени услуги и упорно никој не знае што до каде може да се лекува, колку треба плюс дополнително. Врз основа на вашето искуство, пред малку тоа прашав, дали трошоците би биле помали кога би се набавувало за еден клинички центар, значи големи набавки би се правело за сите клиники. Како е поевтино? Дали вака разделени клиниките или кога би се соединиле во еден клинички центар? Никола го знае. Значи, секако прво кога ќе ги трнеме членовите на управни одбори, директорите, комисии и така натаму, сметководства, се тоа, меѓутоа тука и апаратура. Беше еден, нели доаѓа од Америка, па дојде кај нас, сега е многу модерна молекуларна лабораторијска диагностика и кажа дека он го прошатал цел свет, владата викаше, нели американски доктори така. Дека он не видел на квадратен километар повеќе апарати за молекуларна диагностика PCR отколку тука во тој кампус Мајка Тереза, кој не е за жал клинички центар, иако така го вика, тој не постои клинички центар во Македонија. Ама нема израз, клинички блок. Клинички центар не постои, постои во законот, меѓутоа во Македонија постои клинички болници, клинички центар не постои. И сите работат со капацитет од 0 до 5%. И ќе се скапи реагенсите. Значи, кога би било едно тоа. Не само што треба да се интегрират тие во здравствена дејност, ние од факултетот што работиме здравствена дејност, треба да не размисла Оливер Карамфиски за хемокултури, иако они се клиника која е релативно блиска до европски процес по праќање на хемокултури. Вие не знаете каква е хируршката клиника, некои други кои праќаат 200 пати помалку него што е по протоколите. Ако они праќаат 3/3 од протоколот, тој праќаат 200 од протоколот кој постои и ги лечат пациентите на кому иде, што викаме, за да не трошат на диагностика. Се ги спомнаме хемокултури. А апарат има, се има и секоја клиника
Сакате да сака да кажете си дека купи. се трошело на апарати значи за без лабораторија. концепт? Еве, само за биохемија има не знам колку лаборатории. Сега има на инфективна клиника. Има кај нас микробиологија зборам. Има преку улица во Центарот за јавно здравје. Ама И реагенси? по степа на трансфузиологија има лабораторија. Значи се отварат лаборатории двојни само што сме така расцепкани и физички и функционално. Тоа е многу поскапо. И заради тоа што се фактурира, на секој му свика да штеди и мислам дека основно што култот во здравството веќе со години, не само кај оваа власт, е долговите. Долговите се главни. Према кого? Значи тоа е кога имате фабрика во која гледате која фабрика најмногу заштедила, не која колку произвела. Ние произведуваме здравство. Значи не се гледа кој е колку успешен, воопшто не се гледа, туку кој има најмалку долгови. Може би тој што има најмалку долгови, има најмалку смртни случаи, бидејќи тие најмалку се трошат. Ако брзо ги среди на тој начин и брзо ги отпушти, ги прати на друга болница кај што они ќе му мислат што ќе прави. Значи, тој концепт кај што само долговите се гледаат, а не се гледа резултатот на успешноста на работа, тој да се промовира. Се разбира со одредена количина на средства, тоа е тоа што би одела напред. Систем што ти го сугерираш, да се мери и ефектот, али тоа кај нас сме многу далеко од тоа. Прашањето за како се набавуваат. Да, може да се ние не знаеме во една болница и приватна и јавна колку е преживувањето за некоја болест. Да речеме, може за диализа, колку во државата, колку од чекарна болест кај нас живеат, колку од друго. Да не зборам кај нив има специфични болести. Не постои регистар? Регистар, значи на колку се излекле или за интрахоспитални инфекции. Дека сега имаме 30%, да речеме, иако ни викаат немаме ич, бидејќи не ги мерат, и сега со мерките сме ги намалиле, сме ги намалиле на 20, на 25, на 18. И да постои и за тоа сме потрошиле толку пари, меѓутоа сме заштедиле толку кај пациентите. И да постои регистри, да може да го пресметаме, ние стално ќе имаме малата врата дека ние не може да пробужиме врвна здравствена услуга, па затоа и резултатите не се послаби. И тоа е факт, тоа е точно. Меѓутоа, за набавките, дали е поевтино да имате клинички центар или 30 клиники и други здравствени установи, мислам дека тоа е јасно аспект на еден економист. Да. Дали вие би му дале поголем групен попуст, односно рабат или како го тоа се викува економија на еден купец што ќе ви набави 1000 единици или на 100 купувачи што ќе не ви набават по 10 единици. Колку круга треба да задоволите со тој попуст за да бидат сите задоволни? Јас сум многу порадикален тука за набавки, дури и од клинички центар. Зошто за целата држава лек кој што се употребува и у Битола, и у Кичево, и у Струмица, и у Скопје не се набавува од централно место. Министерството, министар на земја од 2 милиони луѓе. Не е толку тешко. Кој спомнавме интерхоспиталните да објасниме што значи тоа, мислам на пациентите дека тоа се болнички инфекции. Кога еден пациент дојде од сообраќајка на пример, ќе настрада на крајот од тешка болничка инфекција. Уште полесно пример. Да примам еден пациент со заболување кај мене кој што сега има грип, бидејќи е сезоната таква, кај мене, кај имунокомпрометирани болни, ќе бидат болни сите. Или треба да го изолирам тој пациент. Вкупно на клиниката имаме 4 изолатори. Во регуларни одели и другите за трансплантација. Кај нас инфекција значи во многу голем процент и фатален исход. Кај вас доаѓаат многу тешки болни со леукемија. Да не како е да се работи по протоколи во услови кога нема доволно лекови или лековите се многу скапи или пациентите се принудени да ги купуваат? Вие тоа најдобро го знаете. Често пати сте застанале зад вашите пациенти. Секој пат ќе застанам зад моите пациенти, бидејќи мене оваа држава, овие татко и мајка ме учеле и ме школувале да го почитувам тоа за што сум израснат. Моје не е да учам како се прават пари. Моје не е да учам да ценам дали скапиот лек ќе му го дадам на овој или на другиот пациент. Моје не е да учам дали помеѓу изборот да имам еден лек и 2 пациента, овој ќе го дадам на едниот или на другиот. Моје е да го барам тоа што сум го научил низ мојата професионална кариера и секој пат да го барам најдоброто за мојот пациент. Дали тоа државата и околностите го овозможуваат, тоа е прашање што мора државата да разреши. Меѓутоа, ако не ќе кажете, ние можеме да направиме волку. За другото ќе наоѓеме друго чар. Меѓутоа, ја немам друг излез, освен за моите пациенти да го барам најдоброто. Никој пат нема да се согласам дека не можам
Дека сум ограничен во можностите? Да, меѓутоа тоа е системска работа. Не е моје незнаење, не е моја неспособност. Се услови на работење. Така и медицината не може да оди напред. Имаше ситуација 2013 година кога им беше сменет еден лек. Наместо Гливек добива еден друг лек. Дали тогаш стануваше збор можеби за паралелниот увоз? Дали влезе преку паралелен увоз тој лек? Процент на генерички лекови, тоа е малку комплицирано прашање, меѓутоа од денешна перспектива се менуваат многу работи, дури и во богатите земји тоа прашање се разгледува со должно почит веќе заради трошоците. Да бидеме на чисто. Фармацеутски компании не се хуманитарни организации. Здравствен систем во една држава е. Таму луѓето ги интересира профитот. Нас не интересира здравјето. Тие сакаат да заработат и во тоа слободно можеме во јавност, во емисија да кажем дека се дури доста и безобразни. Добро, ма еве добивме пред некој ден донација од еден лек кој што се дава во ситуации по примена на анестезија, нели, примерот со момчето. Можевме да го имаме тој лек, ама ете, некој друг ни го даде како донација. Лекот не е скап. Инциденти. Тоа не е стална работа. Не е стална, но нели клиниката треба да си го има. Со луѓе кои што стваруваат голем профит за сметка на едно социјално здравство може да направите договор. Зошто тој договор да го прават 30 различни менаџери, а да не го направи тој што ја репрезентира државата за целото здравство од државата? На прашањето дали е поедноставно да се менаџира од 30 или од 1. Одговорен политичар треба да го направи тоа што го бара неговиот здравствен систем, не што го бара неговиот шеф. И местото директор на клинички центар е стварно одговорно. Некој треба да го представува тоа се што. Си бара име, дали можеби проблемот е што бараат име? Или на вистина, бидејќи вети пред ова власт да дојде, нели? Се ветуваше дека ќе се спои клиничкиот центар. Да, сега е страв на која од двете големи партии ќе припадне местото. Да. Па за да не припадне на другата, подобро да остане вака. Што да ви кажам, мислам, тоа е... Воопшто, здравство беше експеримент со години, меѓутоа овој експеримент од јуни навака и со поранешниот министр кој си во ваква катастрофална состојба, ургентна, си отиде за градоначалник, да не ги изневери граѓаните, па не поставија веднаш министр, па овластувањата на заменикот стигна по 3 месеци, несериозно. Не можем за други сектори, надворешната политика може би перфектна, меѓутоа баш здравство како да продолжија дека е тоа така. Добро, Ке се занимаваме пред избори, сега после избори не е битно. Главните промени во секој систем, особено во здравството, се прават во првите 6 месеци. Болните промени. После ќе се почне секој се разводни и никаков реформски зафат не се случи за целиот овој. Не се ни навести, мислам, тоа се ситни работи, се да не плаќале партиципација во болници и така натаму, тоа се работи кои се добри, меѓутоа не се далеку се тоа. Што требаше да се тргне според вас? Вие сте максилофацијална е дел од клинички, така? Што требаше да се тргне е... Да, сега сакаме да видиме дел од клинички, ние бевме посебна единица, посебно чекмеже, ама противно на сите други установи во Македонија, ние побаравме да станеме дел од еден систем. Гледајќи у перспектива дека само големите системи може да се добие квалитет. Не може у малите поединечни установи така. Тоа ние беше проценка на максилофацијална хирургија, ние побаравме да бидеме дел од еден поширок систем, каде што ќе имаме размена константна, не пасива единица. Од кај требаше да се тргне? Може би од формирање на реално голема група стручњаци кои ќе кажеа прво што уствари ние сакаме од нашиот здравствен систем. Не како, него прво што. Од тие побарување да можеме да направиме према тоа што го имаме, што уствари ние како ги конструираме. Углавно се знаат моделите. Дали ќе останеме на овој полумодел? Би реков, минатата власт тргна да го мени моделот, кога сватите нема да оди, се врати назад, после направи исто еден полумодел, кај што постои главен министер, другите се вработени во
Ама истото тоа не беа предпријатие. реформски Не, па зафати. не, тоа е се само реновираше така. и се купуваше опрема. Скапа медицинска се опрема. менува и нашите односи. Нели? Се наградува доктори, така се носеа. Ама тоа не беше модел. Пак ви кажам, значи, у принцип ќе мора да се беа реформски согласиме, зафати. ќе мораме да одредиме модел и да го имплементираме како што треба. Не би знаел, не би можел да бидам доволно паметен, импак тоа нема да може да го направи нити е министар, нити е Малтим, тоа е сепак многу крупна работа. Ми само ти доктор Пановски знае, он беше во една голема институција што е фонд беше и знае ти колку е фондот. тоа тешко да ги дефинираш тие сите работи и колку треба многу народ да учествува во креирањето на еден таков, да не кажем, еден таков групна идеја Што за промена требаше прво да система. направи новиот министар? Ама гледам и новиот директор на Па, фондот го видете, нема. ние почнавме со таа политика, со кредити од Светска банка и така натаму. 2005 стоматолозите отидоа како концесионери, па другите, значи имаше замислено Да, со овие се буџети тргна со еден систем, како да. да се претворат во услуги Примарната и така натаму, здравствена меѓутоа со заштита ова отиде. спојување едноставно тоа застана, почна со пропаганда, со реклами, ова правиме, тоа правиме, таа се раскина со меѓународниот фонд, не се продолжи. Договор, значи немаше нека од страна кој без разлика што повеќето пари ги зима за консултанти, сепак некако правеше обединување, бидејќи ние, кажам, многу тешко може да се согласиме меѓу нас. Секој мисли дека некој нешто ќе му направи. Тоа е многу е тешко да направите промена. Што можеше прво да се направи? Па прво што јас го зборев на една конвенција на Либерално-демократска партија и сем премиерот, другите 6 први луѓе од СДС плеска, беше дека ние кога ќе дојдеме на власт, во коалиција, ќе ги трнеме партиите од здравството, особено во универзитетските клинични центри, дека ќе го споиме, а дека раководителите, тоаш нема да бидат директори, ќе бидат раководители, или шефови на лекарски колегиуми ќе се бираат од страна на лекарскиот Според колегиум квалитет. со тајно гласање. Министрот може, бидејќи така во законот, да ги менува тие и тоа ќе бидат најмалку со звање научен соработник за тоа е ова сега што се прави се коси со автономија на универзитетот. Универзитетска клиника би требало да води наставна или научен работник. Тоа е така кога се збори пред избори. Јас тоа би го направил кога би бил на позиција. Меѓутоа, веројатно, тие што ми преска рекле овој, иако бев кандидат, дадоа на друг човек, друг ресор, бидејќи ова ќе отвори некои проблеми повторно и така натаму. Мислам, тоа е прво. Требаше да биде различно од досега. Да. По што се разликува? По имењата, не по структурата. Значи, на медицински факултет, овој модел што кажем, постои, иако не се директори, раководители, речеме кај нас на институт, кога се бира декан, истовремено се јавуваат луѓе кои сака и под научен соработник нагоре, доцент професор, со тајно гласање ние бираме и никогаш не се случило да деканот и сега деканката и овој сега што е ректор Јанкуловски да кажат некој друг да биде. Тој што ќе го избереме, тој е авторитетот, тој сме го гласале, тој ќе не води, така треба на книгите, тоа е основно да почне да работи Што си ја знаат Што си ја професија. знаат професијата, што ќе ги обедини. Значи, многу од докторите, заради шефот или шефицата, и вербата ќе останат и нема да дадат во странство или во приватно, ако е добар тимот. Ако ми се менува да не знаат кој да им дојде, да се под стрес, ако е тој човек од доверба, наистина, ќе оди. Тоа е прва работа. Второ, за спојување на клиничкиот, исто така. Друго се веќе концепти, што кажа професор Грчев, кај што ни треба емисии разни, кој концепт би се прифатил. Во секој случај, мене многу ме интересира како изгледа сега здравството, бидејќи јас кога бев првев заменик министер, па директор на фондот. Значи, со 200 милиона беше буџетот на фондот 2002, 2006 кога се отиде беше 280. Кај отидоа тие 220 милиона, а слушам, сите може да отидат, многу е лесно, меѓутоа, кој ќе слушам, нема ништо на позитивна листа. Јас кога бев директор на фондот, беше огромно проширување на позитивната листа, што ги качи долговите во здравството, меѓутоа работиме по закон. Во интерес на пациентите, што кажа професор Карамфилски, тој лек му следува. Крај да потоа кажат мора да бираме кој ќе добие лек. Ако има на хематологија 100 пациенти, Маптера има за 50. Вие одредите кој.
Ја викам лотарија ли ќе организира. Да направи селекција. Како да се прави селекција? Негде не можеше. Мене не Така ме да прашувај. ми се случи тоа да дури на предавања студенти што беа болни од некоја хронична болест, како што е мултипла склероза или нешто друго, викаат дали ја ќе влезам у тие или нема да влезам. Дали ќе живеам или нема да веројатно и живеам? таа причина што после моето какво такво директорување, тоа други ќе оценат, здруженијата сите на пациенти ме сакаат, меѓутоа очигледно го видува тоа дека доктор да води фонд за здравствено осигурување е опасно и од тогаш става друга струка кај што нема директен контакт или не може да ги разбере пациентите, не знаеш што е што, а овде кој ќе доктор кој ќе ги разбере, не реагира како економист, туку како доктор вика да за ова дете колку треба пари? И сам ти ми рече 300.000, ако не му даеш сега, ако не подпишеш, ни закон, ништо, тоа ќе умре. Му треба леков. Нема проблем. Да се ставам улога да ти Ќе поставам се прашање, кој не подпише. беше задоволен со решението лекар да биде? Фелата или политичарите? Политичарите. Јасно. Да, мислам, Значи, менче во здравство нема место за две работи. За политика и за ефтиност. Ниеден нов лек нема да биде поевтин од стариот. Тоа е перфектно јасно. Особено ако дава такви резултати какви што ги дава. Барем кај нас задоволството мојата професија која работи со марини болни да остане човекот жив. Кога имаме такви лекови, а ви викате, оваа држава нема парите да го плати. Тоа беше. Имаме лимитирано здравство. Во здравството многу попаметни луѓе од кај нас од нас кажеле, ефтиното не е најдоброто. Во некои инстанции се уште е, меѓутоа генерално тоа правило не важи. Не може да ставите политички директор во здравствена установа. Бидејќи не е политичко прашањето како ќе ги лечите. И кога ме прашавте како изгледа да се прави селекција, моите колеги знаат да ви кажат. Никој пат не сум ја прифатил тај улога. Ќе им дадете на двајцата. Како? Ваша Но работа. нема секогаш. Ваша работа. Нема секогаш. Значи, или од втората категорија лекови, трета или сега со Нема, болните но- од хронична миелоична леукемија. Постои нели? некое расположение. Не му викат дека делува сега првиот, со- а нема од вториот, нема од третиот, Ќе без и- лекови се. Секој пат викаме ќе има, и на пат сме да има, разговараме да има, и може би стварно ќе има. Меѓутоа, прашањето беше што требаше и кога требаше да се направи. Долг е процесот и долг е низот на години во кој што ништо тука Но не е тие снегот. немаат време за чекање. Нема. Многу починаа што сте ги гледали и на вашата телевизија и на други, од моментот кога го разговаравме и за првиот лек додека го добив. Си продаваа возила, си продаваа станови, Многу имот, Многу за да си купат. Здравство не е ефтина услуга. Само за разлика од светот. Кај нас не е ефтина на сметка на трошените лекови, а во светот не е ефтино затоа што и квалитетот на услуга другачи е платен. Затоа прашам да не го ни отвараме. Вие проблемот со лекови го немате на клиника, бидејќи оперирате, така да вие Волна сме. барем немате. Ако ти Тој проблеми проблем. немам. Јас само сакам да се наврзам онако рекавте поделувањето. 100 тендера, 200 тендера. Мислам немаше ни клинички проблем, дури имаше некоја аптека што беше централна аптека. Мислам од тоа и после ми тегнали кај ќе растуриме, добро. Не знам Се растури. Да. И од тогаш има проблем. Значи Мислам сакам да пред го тоа немаше. растураме. Ја не знам, прв пат слушав, оти постојат проблеми со лекови пред некои 8 години. Пред тоа не знае воопшто ти постојат, мислам и на телевизија не знам дали постојат проблеми. Вие подобро знаете повеќе користите. За централната аптека беше Без некако. пр- Кога без имате проблеми не голема било. апотека, ако нема на едно место, има на друго, секој пат се најде да се пополни. Се враќаме назад во студиото. Се смени власта, позитивната листа остана иста, не е сменета колку? 10, 11 години? Повеќе. па не знам, освен тој гливек што е ставен. Не знам Единствен други лек лекови на да се- притисок на Не, лекарската фела на инцидент, медиумите. Клопи Да. догрели и така натаму, али инцидент. Системска ревизија на позитивна листа нема. Имам некои Зошто најави. не постои расположение, се штеди на пари, нема стручњаци, не функционира таа комисија? Што е проблемот со позитивната Зошто листа? до сега ја немаше? 11 години да нема ниту еден нов лек. Македонските граѓани да се лекуваат со застарени лекови. Зошто до сега ја немаше, тоа не можам да разберам. Мислам дека беше затоа што здравствениот систем беше ориентиран на чување пари, што не е негова работа во принцип, меѓутоа тоа така се направи. Меѓутоа од сега имам најави, сакам да верувам во најавите дека на пат сме и таа препрека да ја надоместиме. Кај мене, например, мојата директорка ми бара список на листи од
од упатства, нели, кои што се лекови за прва линија на лекување, ние ги доставуваме тие и се потрудиме меѓутоа да видиме реализација. Јас сум научен да викам додека не видам направено, не верувам. Значи на добри намери одамна не верувам, бидејќи македонскиот народ има објаснување за тоа што значи зборот ќе во Македонија. Тоа е едно време глаголот лажа. Така го викам. Добро, јас кажав од скоро двојно средства зошто не е формирана. Таа се формирани 17 комисии за позитивната листа. Не знам што е тоа 17 комисии. Кога стручното здружение ќе каже, еден представник таму и неколку стручници, порано беше од 9 луѓе, ќе донесе одлука. Тоа што се однесува до лековите, преска ги зачнам и тие јавни набавки за лековите, мора да се вратиме. Не знам зошто тоа не се прави ако се спомнуваат тие референтни цени. Значи, ако се и цело време зборуваме за квалитет на лекови. Значи, ме прашавте прва реформа. Мора сите лекови да се преиспитаат што се регистрирани во тоа како се каса Малмет. Ако го регистрираат во Македонија, тој е регистриран за луѓе, не е за животни. И фондот на една сиромашна земја, како нашата, има право референтна цена да даде од најнискиот. И за медицински помагала. И тоа да задоволува стандарди. Да речеме, не знам, интраокуларна леќа. Кошта 1000 денара. Пациентот има право да купи за 1500 и за 1600 и така натаму. Исто и за лековите. Нема потреба од тендери, јавни набавки. Толку е цената. Доаѓа некој нов, регистрира лек и вика, ја го продам, овој лек што бил за 1000 денара, за 800 денара. Од утре. И фондот вика, сега ова е референтна цена. И другите не сакаат тој лек. Не им се свига, ќе го доплаќаат. Ќе додаде пари, го сакам или за... И тука што има тендери и не знам што, бидејќи ние во јавното здравство, само заради тендери, да сме најдобри во свет, не може да им конкурираме на приватните. Он се јави на телефон и ја добија робата за 15 минути. Ние да имаме пари, ни треба 3 месеци да добиеме, ако некој не му текне дека нешто фали. Кој нема врска со тоа, некој хартивче нешто им текнало таму, административци имаме колку сакате. И што поише ги има, потешко оди работа. Кој имало порано по еден, значи како што растат број на администрации, број на компјутери, се иде посложено. Дали сметате дека цената треба да биде единствен приоритет? Дали штедењето... Да. Цената е единствен приоритет, доколку се направи пакет на здравствени услуги, доколку се направат разни пакети, во најнискиот пакет се добива ефтините лекови, медицински помагала и така натаму. Што знам, во Израел има за просјаците по улица, бездомниците, за чини филтер за диализа 2 евра. Сега се случува некогаш, некој наш талент да таков, овако регистрира и сака да го продаде кај нас. И тоа е направен за бездомници. Или имаат интраокуларни леки за луѓе постари од 85 години. Тоа го признава. Тоа се тие пакети. Значи, мора да се направи пакет и некој да може да доплати и на тој начин ова се реши. Може да продуцира ако се регистрираат квалитетни лекови, медицински помагала, цената би требало да биде критериум, а на осигуреникот, докторите ќе го злоупотребуваат тоа, да му се дозволи да купи друг. Да доплати. Давката што имам на ова што го кажеш, апсолутно сум согласен дека цената мора да има огромно значење, особено што стручната цена е кај нас бесцената, односно ефтина. Меѓутоа, помеѓу квалитетните производи, што значи дека институциите во државата мора да докажат дека трите лека што се дојдени се од прва категорија на квалитет. Не дека некој има сомнително или непознато потекло. Бидејќи, прво, едно извинување према луѓето од минатиот систем, да не бидам само како критизер, секој пат сватам, цените на лековите во изминатата власт се намалени на многу лекови. За целиот систем тоа е заштеда. Меѓутоа, тоа против што се бориме? Дајте ги тие ефтините лекови кои што никого не му представуваат товар, да одат во апотека. Зборувавме во една друга емисија. Имате многу вредни лекови, нови кои што се скапи. И мора институции да се завршат работа. Потврдете дека трите лека што се дојдени на пазарот се квалитетни, меѓу нив ќе го избереме најефтини. Не било кој лек од било каде дојден од гаража. Како поранешен директор на фондот, што е ова што се случува со квотите? 10 дена има лекови, 15 дена има, квотите се истрошени во аптеките,
Пациентите мора да си купуваат лекови. Можете ли да го објасните што е тоа? Буџетот толкав, бар лековите треба да бидат комплетирани, достапни. Сега треба да човек натре да види што се што се случува. Каква е таа политика? Зошто? За да купуваат лекови пациентите? Набавувачите должат прв изворите. Тоа треба да е натре човек да знае точно што се случува. Зошто се повремено квотите такви какви што се и зошто се трошат лековите и така натаму. Меѓутоа не можем да кажеме од надвор. Секој случај, ако не достасуваат месец, два, три, веднаш треба да се прошират квотите. Бидејќи тоа е ветување во владата дека ќе има лекови 30 дена, а не 15 дена како до сега. Тоа го пишува на интернет, може да го видите за една секунда. Тоа е едно ветување кое може да се направи, да се оствари. Добро, ви благодарам на сите што бевте гости во 24 анализа. Вас, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмите на 24 телевизија. Пријатно.